Веројатно една од најголемите придобивки на цивилизацијата е демократското право, кое е тесно поврзано со фундаменталното човеково право на слобода на избор. Слободата на избор е нешто што го учиме од најмали ноза и веројатно спротивно на тоа би била една унифицираност која можеби во минатото се практикувала кога парламентарната демократија била далеку од политиките на овие простори. Долго време веќе го уживаме правото на тоа да можеме да гласаме и ние да ги избереме оние кои ќе седат во парламентот и кои ги креираат политиките. Тие се народни избраници. Таа перспектива дека малку или воопшто ние не можеме да ги менуваме нештата, воопшто не е точно. Уште повеќе ако масовно излеземе да гласаме и секој за себе одлучува кој токму таму ќе седи и ќе одлучува за тие политики, ќе дадеме поголем легитимитет и многу поголема одговорност на тие луѓе кои ќе седат таму. Нашиот глас на секој еден е повеќе од вреден. Се буди пролета во Скопје, во државата, во светот се случуваат големи промени, тектонски избори на секаде, на сите страни. Верувам дека меѓу другото тоа да се излези да се гласа, освен тоа што тоа е одговорност на секој полнолетен граѓанин, општествена одговорност, тоа треба да го доживува како една сатисфакција на личната слобода, за која веруваме најмногу од се во демократските општества, таа е најважна и таму тргнува се. Таа лична слобода, правото на избор, кое како граѓани и граѓанки ни е дадено токму преку изјаснување на изборите. Никој нема право да влие на вашиот избор, за кого ќе го дадете вашиот глас, меѓутоа тоа што навистина е апсолутно повеќе од важно е на овие избори да имаме масовна излазност. На тој начин, навистина, ќе им дадеме до знаење на политичарите дека имаат голема одговорност, дека голем број на луѓе веруваат во тоа за кого го дале својот глас и ќе имаат своји очекувања, кои секако ќе треба да се остварат. Доколку не, уште повеќе ќе можеме да ги менуваме нештата. На тој начин, ако ја гледаме како некаков символ гласачката, излезноста на гласањето би било дека го уживаме демократското право и не сакаме да веруваме во тоа дека некој нам ќе ни наметне нешто, некој нам ќе ни каже каква кафе да пиеме, некој нам ќе ни каже каква боја на облека сакаме или музички избор. Значи да го искористиме фундаменталното човеково право на слобода на избор и да излеземе да гласаме. Да креираме иднина во која, повторно велам, слободата ќе биде основен постулат, а тоа го можеме само доколку ние самите си ја креираме својата иднина и понесеме одговорност за истата. Тоа можеме да го ствариме преку гласачкото право. Ние можеме да ги менуваме нештата, ние мораме да ги менуваме нештата. И единствениот начин за да ја сочуваме демократската слобода и верба во човековото основно фундаментално право на избор на оние луѓе кои ќе ги креираат политиките и нашата иднина е единствениот начин да се излези да се гласа. Затоа излези и гласај и креира својата иднина сам.